Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве веќе влеговме во месец јуни. Времево се стабилизираше, наскоро ќе не фатат летните горештини. Некои веќе фатија џаде на одмор да фатат малку сонце и море. Децата ја завршуваат училишната година, матурантите полагаат матурски испити, а за некој ден ќе почнат и уписите во средните училишта, па потоа и на факултетите. За некоја недела ќе не фати летната летаргија и животот полека ќе се успори. Се до септември, до кога треба малку да одмориме и да собереме сили да издржиме до крајот на годината. А оваа година може да биде клучна за многу работи, но најмногу на надворешно политички план. Европските институции ќе го разгледаат нон-пейперот за асоцијативно членство во Европската Унија. Ако документот покаже дека ќе го подобри процесот, тоа ќе биде повеќе од добродојдено. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и официјално на самитот ЕУ Западен Балкан се одговори за германско-францускиот нон-пейпер како вид за забрзување на пристапување на Западен Балкан во Европската Унија. Сепак процесот заснова на заслуги е поддржан од сите земји членки. Тоа е основата. И сега ќе ги разгледаме предлозите, ако нивната цел е да го подобрат процесот. Тоа е повеќе од добродојдено. Ќе дискутираме, но основата останува процесот заснова на заслуги и сакаме да одиме напред брзо и ефикасно. Председателот на Европскиот совет пак Антонио Кошта изјави дека кружат повеќе предлози со цел да се елиминира бирократијата. Новите идеи посочи ќе ја зголема довербата во Европската Унија, но и мотивацијата на партнерите од Западен Балкан. Од друга страна, можеме да се обидеме да ги поедноставиме бирократските процедури во сите овие процеси. И сега е многу позитивно што имаме неколку предлози, кои циркулираат со цел да се елиминира бирократијата, за да се оди побрзо кон завршување новој процес заснова на заслуги. Кошта кажа дека комисијата предложи затворање на 3 преговарачки поглавија со Албанија. За Србија пак фон дер Лајен ги потенцираше спроведувањето на судските реформи и изборниот законник. Ако се исполнат овие реформи, тогаш може да се отвори третиот кластер, бидејќи се работи за процес заснова на заслуги, дополни Лајен. Македонија не беше спомната на официјалната пресконференција, но премиерот Христијан Мицкоски денеска од Тиват порача дека процесот на проширување на Европската Унија е жив и дека сето тоа мора да се искористи. Изјави дека Македонија треба да напредува на патот кон Европската Унија, но при тоа без да го загуби достоинството. Сум задоволен од она кое што вчера го разговаравме и со председателот Макрон на вечерата која што имавме работна и со председателката на комисијата фон дер Лајен, така што исклучително сум задоволен. Да, се разбира дека уставните измени ги прифати претходната влада и тие беа на тема на разговорот, но нашиот став е тој и ние заслужуваме многу повеќе од подпросечни политички медиокритети како што беше претходната влада да ни креираат европската судбина. Германскиот канцелар Фридрих Мерц кажа дека делумна вина за тоа што земјите од Западен Балкан се уште не се приклучиле на Унијата има и Европската Унија. Ако веќе 13 години не сме примиле нови членки, тоа покажува дека пропустите постојат и на наша страна и нив сакаме денес да ги надминеме, изјави Мерц. Ете помина и толку очекуваниот самит ЕУ Западен Балкан и се случи токму тоа што ви го најавувам неколку месеци наназад. А тоа е дека Европската Унија веќе некое време минува низ процес на политичко и геостратешко преструктурирање и дека се погласно се размислува за некаков си вид на менување на правилата за игра. Цел самит падна во сенка на фамозниот нон-пейпер кој што го носи подписот на Мерц и Макрон, лидерите на двете најмоќни држави во рамките на Унијата и нивни главни двигатели, Германија и Франција. Што предвидува нивниот предлог за кој фон дер Лајен вети дека ќе го разгледаат европските институции. Во заеднички документ, насловен Нов моментум за проширување, Мерц и Макрон предлагаат да се внесе нова динамика во пристапниот процес преку намалување на, како што велат, претерано формализираните пречки за меѓуфазните чекори, отварање на сите релевантни преговарачки кластери предложени од комисијата и воведување елементи за да постепената интеграција стане поструктурирана. Германија и Франција сметаат дека политиката на проширување треба да добие нов поттик со цел ЕУ да заокружи како вистинска Европска Унија.
За да ја претвориме оваа амбиција во реалност и да внесеме нова динамика, мора да обезбедиме дополнителни поттикнувања како дел од процесот на постепена интеграција заснована на заслуги. Истовремено, потребно е поедноставување на сегашниот процес за да стане поефикасен и да овозможи побрза и подлабока интеграција врз основа на копенхашките критериуми, се наведува во нон-пейперот. Документот промовира модел на постепена интеграција преку така наречени градливи елементи, кои ќе им овозможат на земјите кандидати конкретни придобивки уште пред полноправното членство. Овие елементи ќе се темелат на реалниот напредок во пристапните преговори и ќе бидат реверзибилни во случај на назадување во реформите или отстапување од основните вредности на ЕУ. Во нон-пейперот се бара од Европската комисија да предложи конкретни мерки за олеснување на постепената интеграција, вклучително и привилегиран пристап до единствениот пазар, поблиска вклученост во институциите на ЕУ и можност на статус наблюдувач во процесите на одлучување. Значи се предлага воведување на наблюдувачки статус за овие земји во институциите на Унијата. Тие треба да бидат поинтензивно вклучени во сите процеси на носење одлуки и да добијат привилегиран пристап до единствениот пазар преку постепена интеграција. Дополнително, се предвидуваат заеднички состаноци меѓу институциите на ЕУ и представниците на земјите од регионов за поддршка од прашање од заеднички интерес. Со други зборови, ова е некој вид на фазно членство. Во пракса, тоа би значило Европа да ги отвори границите за кандидатите и да има слободен проток на производи, луѓе и добра, што всушност е една од најголемите придобивки од членството. Вклучувањето во институциите на ЕУ и добивањето на статус на наблюдувач, значи директно учество во сите нивоа при носењето на одлуки во рамките на Унијата, веројатно и во самата Европска комисија, но без право на глас. Документот представува разработка на писмото што го објавивме минатата недела на германецот Вајц, кој тој го упати до челниците на Европската Унија. За разлика од писмото на Мерц, од кое 2/3 беа посветени на Украина, нон-пейперов е целосно фокусиран на Западен Балкан и Молдавија. Паралелно со предлогот на Германија и Франција, председателот на Европскиот совет Кошта во интервјуто за Euronews предложи поедноставување на процесот на преговори. Имено во моментов треба да се гласа повеќе од 40 пати во текот на целиот пристапен процес, додека со предлогот на Кошта ова би се избегнало. Се предлага отварање на сите кластери одеднаш, односно да се преговара паралелно по сите поглавја и за нивно отварање да не се бара едногласност од сите членки, како што е сега, туку само при нивното затварање. На овој начин тој смета дека може да се надминат и проблемите кои произлегуваат од билатералните спорови меѓу земјите членки и кандидати, додавајќи дека билатералните прашања може да ја закочат кандидатурата на една земја. Треба да се решаваат меѓу засегнатите држави, со поддршка од институциите, но без тоа да им наштети. Едноставно, сите овие предлози не значат целосно и полноправно членство во Унијата, туку народски кажано влегување со едната нога внатре. Иако е се уште рано да се процени, сепак мислам дека предлогот на Франција и Германија за Западниот Балкан, вклучувајќи тука и Македонија, и покрај тоа што целта може би име Украина и Молдавија, е искрен и реален и забележително нуди една опција на поголемо интегрирање. Но исто така од авион се гледа дека тоа не нуди полноправно членство. Така што може на некого тоа да му се допаѓа или не. Сепак Франција и Германија јавно на еден самит ја соопштија реалната состојба внатре во Унијата, која што трае можеби, да речеме, една деценија. А тоа е дека апетитот за нови полноправни членки со целосни права и обврски, со се правото на вето, гласање и слично, не е таков каков што беше пред 13 или 15 години. Од друга страна се нуди каков таков излез од овој статус кво, преку фазната интеграција на земјите во одредени сектори, зависно од исполнетите стандарди. И доколку овој нон-пейпер стане официјален пейпер и стигне како официјална понуда од страна на Европската Унија, мислам дека Македонија би требало кон таа понуда да пристапи позитивно и да влезе во разговори. Но не како конечна цел, туку како еден преоден период до полноправното членство, кога за тоа ќе се создадат услови во самата Унија. Затоа што видите, постои опасност и ова фазно членство да трае до недоглед, односно да останеме цели децении заглавени во таа некоја си фаза кога со една нога ќе бидеме внатре, но никогаш со двете. Нормално не е да реално да очекуваме да влеземе во ЕУ заедно со земјите за кои се најавува дека најбрзо би биле дел од неа, како на пример Црна Гора, која би можела да биде единствената земја од регионот што би имала шанса да стане членка до 2030 година и можеби Исланд, доколку тамошните граѓани се изјаснат за тоа на референдум. Но сепак да си има некаква си рамка кога би можеле и ние да влеземе.
Видете, ова фазно членство за нас би можело да значи еден вид на заобиколување на бугарското вето и некаква си гаранција дека ако се направат уставните измени, понатаму нема да има други вета на секој чекор. Затоа што еве да речем, ако се отворат сите поглави одеднаш, без за тоа да треба согласност, и ако веќе бидеме со една нога внатре, нели, дел од заедничкиот пазар, наблюдувачи во европски институции, и на крајот, кога ќе треба да се гласи, кога Бугарија ќе има право на вето, ние веќе би биле пред самите порти на Унијата. И да ги направиме тогаш уставните измени, или да ги направиме сега, ма да важат од тогаш, ќе се спречи она на што предупредуваме одамна. А тоа е дека преговорите сега, со постоечките правила, нема луѓе да изгледаат како преговори од област во област или од кластер во кластер, како секоја нормална земја, туку ќе изгледаат како преговори од историски настан до историски настан, од битка до битка, од револуционер до револуционер, каде што ќе бидеме под притисок, ние и нашите историчари, ете во име на некои евроинтеграции, да капитулираме и да прифаќаме ретуширање на историјата. Едноставно и доколку се започнат преговорите, вака ќе завршат на првата идентитетска одлука на македонскиот народ. Со новиот предлог, преговорите би требало да бидат чисти и би се однесувале само на компенхашките критериуми, така што европските челници ќе треба да ја убедат Бугарија сега да го подкрене ветото со утека дека ете на крајот кога би требало да се гласа за затварање на преговорите, тие уште ќе го имаат тоа оружје во рака. Но сигналите од Софија се дека немаат намера да попуштат. Human rights, good neighborly relations. This is what we are striving for. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. We have been waiting for them to fulfill finally the negotiation framework. All of us, we have consensus from July 2024, and we have been waiting for them to finally amend the constitution and to write Bulgarians in their constitution. It is very simple. They need to do just this step to open the door for the negotiation process. Кои црни браќа, што и да понудат Франција и Германија, овие браќа очигледно немаат намера никако да попуштат. Мислам дека се подготвени да влезат во отворен конфликт со целата Европска Унија само да го истераат своето. Нешто слично како што, ако памтите, Грција му направи на мојкиниот сат и тогашниот председател Џорџ Буш на фамозниот самит на НАТО во 2008 година, кога во лице и покрај сите напори му го плесна ветото за Македонија. Затоа што сите знаеме дека за промена на било кое правило на Европската Унија потребен е консензус. Така и за ваква понуда за некој вид фазно членство, пред тоа мора да има согласност во рамките на Унијата. Само што за разлика од Грција, Бугарија во рака сега има едно многу мојкно оружје на својата страна. Тоа е проклетиот француски предлог, кој им го подарија СДСМ и ДУИ, и оној втор протокол со кој Османи ни врза јамка околу врат. И ајде еднаш за секојаш да расчистиме со тоа што е проклетиот протокол и што тој значи. Значи, за разлика од Филипче Пендаровски и остала багра од СДСМ, кои не лажат во очи секојдневно, бугарите се прецизни. Не само уставни измени, туку и договорот за добрососедство, а индиректно преку него протоколите. Изјавите на Радев, еве, како овие, дека само уставот и толку е само представа да се покаже некаква конструктивност. Значи, кога зборуваме за протоколите, многу е важно да се каже дека тие, иако во правниот систем на Македонија се само обични записници од некакви си средби. Прво нели беа помеѓу Димитров и бугарите, а потоа и Османи, и немаат никакво правно дејство. Тогашната влада на СДСМ и ДУИ некако успеа тајно да ги претвори во документи со коите ние како држава преку преговарачката рамка ги привземаме обврските, а главната обврска сите ја знаеме уставните измени. Значи, врз основа на неисполнување на тие обврски, Бугарија во самите протоколи си дава за право, а ние, кога ги велам ние, читај СДСМ и ДУИ, сме и го дозволиле тоа право да не блокира. Видете, спроведувањето на договорот за пријателство со Бугарија само по себе така не значи ништо, бидејќи во него формулациите и членовите се, да речеме, општи, така што да не се тие протоколи, договорот за пријателство и нема да биде некоја тежина за исполнување и не е од клучна важност. Но ѓаволот, како што кажав, се крие во деталите, односно во двата протоколи кои билатерално се подпишани од бугарските и македонските власти, односно каде Парав ставија Генчовска и Османи, а пред тоа и Димитров. И на сите не е јасно дека тие се дел од преговарачката рамка. Така што и да ги отвориме преговорите, еве Бугарија да попушти. На крајот, сепак ќе се повика на нив и ако не ги исполниме, ќе ни плесне ново вето. А во тие протоколи, меѓу другото во вториот последен протокол, ние се обврзуваме да ги доотвараме некакви архиви од тајни служби, да доставиме урници за учебници, да направиме некакви се реформи во образование, да се променат обележја на споменици, ефективно да се справиме со некаков си говор на омраза и секако уставните измени.
Ако ова не се идентитетски прашања, не знам што се. И сега тогашната власт сама се обврза да ги заврши овие празни ветувања без да се консултира со народот. И сега поради народниот отпор, голем дел од тие работи не се завршени и оставени се како товар на новата власт. А Бугарија, гледаме дека Бугарија не заборава. Таа, но и Европската унија не потсетуваат на тие ветувања, еве гледате на секој чекор. И сега Филипче, Пендаровски и остала багра не убедуваат дека никој не преговарал за идентитетски прашања, дека ајде само уште бугарите во уставот и готово. Не погрешивме затоа што францускиот предлог, практично европската преговарачка рамка на крајот, беше без било каква опасност за македонскиот идентитет, што беше клучната одредница во која трга секоја влада, секој председател, секоја држава, конечно, која се обидува да се приклучи во тоа големо европско семејство. Значи да влезеш таму со своите базични специфики. Да кажувате дека Бугарија повторно ќе не се обиде да не сопнува на идентитетските прашања, тоа не е точно, бидејќи во преговарачката рамка со Европа нема ништо што може да личи како вграден механизам или скриена замка за да ние влетаме и кажеме ова не го видев. Ете, Венко Бугари во устав доби свој клон. Само што ме чуди што овој човек е се уште во Македонија, откако нели самиот ни најави дека да не би бил председател, би се оцелил од државата. Но за наша несреќа еве го и понатаму е тука. И тој збор не си го одржа. Не се. Ни вели, францускиот предлог без било каква опасност за идентитетот маломорген. Не ми се верува после толку време, после се што ви објаснив досега, овој упорно да не лаже. Значи, тоа едноставно не е точно, луѓе, затоа што препреките се во оној дел од францускиот предлог каде се вметнува членот 12 од договорот за добрососедство, што се однесува пак на годишните меѓувладини конференции меѓу Македонија и Бугарија. Тоа е доказот дека историјата е дел од преговарачката рамка. Само не се согласувам со него дека Бугарија ќе става вето. Нема да има потреба. Едноставно, кога нема да бидат задоволни од тоа што го бараат и на некоја идна фамозна меѓувладина средба нема да постигнат договор со нас, Европската комисија, повикувајќи се на преговарачката рамка, нели, каде е споменат членот 12, ќе констатира дека не се исполнети условите и преговорите не може да продолжат понатаму. Толку. Значи нема Бугарија да става вето, туку тоа ќе го прави Европската комисија. Таа ќе констатира дека преговорите се заглавени во тој и тој дел. И на тоа мислам кога Пена ми фаќа устава велејќи дека веќе ние немаме спор со Бугарија, туку си направивме спор со Европската комисија. Да се обидам повторно директно да објаснам. Значи во преговарачката рамка се бара да се земе в предвид членот 12 од договорот за добрососедство. Тој фамозен член предвидува еднаш до 2 пати годишно да се одржуваат меѓувладини конференции меѓу Македонија и Бугарија. А што се расправа на тие меѓувладини конференции? Треба да се расправа тоа што го договорили историските комисии. А што расправаат историските комисии? Историјата. Илинден, Гоце Делчев, споменици, фашизам, учебници, други историски личности и слично. Тоа што ќе го договорат тие историски комисии, треба во вид на протокол да се усвои на меѓувладина средба. Сега јасно ви е зашто го ишкаат тој протокол и го крија на времето како змија, затоа што во него се дел од веќе договорените историски отстапки на Македонија. Значи, член 12 е во преговарачката рамка. Тој предвидува меѓувладини конференции и протокол, кој пред тоа ќе го договорат историските комисии. И се со сиот памет, они излегуваат и не убедуваат дека историјата и идентитетот не се дел од францускиот пакет или дека тоа не е дел од преговарачкиот процес. Луѓе, тоа е чиста лага. Само што за разлика од предходните бугарски обиди да удрат по нас, реков, сега вметнувањето на историјата во преговорите е направено повешто. Позамаскирано ете преку тој фамозен член 12. Второ, СДСМ и ДУИ упорно ни кажуваат дека постоеле гаранции за македонскиот јазик. Еве, мислам дека неколку пати го имам прочитано тој предлог, таа преговарачка рамка и слично, и не знам каде стојат тие црни гаранции. Македонскиот јазик се споменува само на едно место и тоа каде се вели дека европското законодавство ќе се преведува на македонски, без зборот јазик, но ќе бидат вземени в предвид улатералните изјави на Македонија и Бугарија во однос на јазикот. Толку. На ниедно друго место не се споменува јазикот, освен во бугарскиот дел, каде вела дека ништо не смее да се свати како признавање од бугарска страна дека Софија го признава македонскиот јазик. Така што ве молам, кажете ми каде се тие гаранции? Никаде ги нема. Може би се не видели. Ајде директно да одговориме и дали протоколот е дел од преговарачката рамка. Не знам по кој пат, односно дел од пристапните преговори. Навидум одговорот е не, нели? Формално протоколот никаде не е споменат во преговарачката рамка како документ. Но да, тој е дел од процесот. Нели Вајц бараше објаснување од Европскиот совет по ова прашање, но ете не го доби.
Така што станува на тоа дека тој протокол е поврзан со договорот за добрососедство. Добрососедските односи како и член 12 од договорот, нели? Редовните годишни средби и прегледи на меѓувладината комисија. И тие треба да бидат дел од заклучоците на Советот НЕУ од 2022 година беа, како и од воведната изјава на Европската Унија при отварањето на првата фаза од меѓувладината конференција. И сега тука доаѓаме до вметнувањето на бугарите во Уставот и одговорот зошто Софија инсистира толку на навидум, да речеме, безазлено признавање на бугарското малцинство во највисокиот правен акт на Македонија. Имено како прилог кон патоказот за владење на правото, акцискиот план покрај меѓународните норми за заштита на малцинствата, односно во нашиот случај на заедниците, ќе треба да вклучи и дел од содржината и на протоколот, тој за заштита на правата на припадниците на малцинствата или заедниците, вклучително на полето на недискриминација, борба против говор на омраз, образование, вклучување и наставни планови, програми и наславни средства. Значи, ако бугарите влезат во Уставот и ги официализираме како малцинство во преамбулата, сето ова станува дел од првото поглавје, владењето на правето. И на овој начин, дел од протоколот преку акцискиот план како прилог кон патоказот за владење на правото, ќе следи судбината на кластерот фундаменти, односно ќе се отвори прв и ќе се затвори последен. При тоа исполнувајќи ги сите наметнати одредници за отварање на кластерот, времени одредници за динамизирање на пристапниот процес и на крајот одредниците за затварање на кластерот фундаменти, а со тоа и на пристапните преговори. И секако тука Бугарија ќе си најдат причина да кажат дека ете некој е нападнат затоа што е бугар, ете имало говор на омраза или било што. И така уште во ова поглавје ние ќе заглавиме. И да повторам, тоа нема да биде бугарско вето, туку комисијата ќе констатира дека не сме исполниле услови во делот на малцинствата. Ми разбирате колку е вешто сето ова направено. Како прво, самите прифативме билатерални прашања да станат дел од преговорите, односно бугарските барања кои се внесуваат на историјата, јазикот и правата на бугарите во Македонија да се вградат во преговарачката рамка, а тоа е сторено ете преку протоколите и договорот за добрососедство. Тоа значи дека Европската Унија, не Бугарија, ќе го следи напредокот на овие прашања како услов за затварање и отварање поглави. Второ, уставните измени како услов, со предлогот главниот услов, нели за одржување на втората меѓувладина конференција и реално отпочнување на преговорите, односно отварање на кластерите, е вклучување на бугарите во Уставот, тоа што упорно се бара од оваа влада. И трето, заробените евроинтеграции. Со капитулацијата наречена француски предлог, луѓе спорот, неколку пати кажав, не е прашање веќе меѓу Скопје и Софија, туку стана услов за Европската Унија. Доколку не се исполнат барањата, Бугарија ќе го блокира процесот. Накусо, бандата Заев, Ковачевски, Филипче, Ахмети и Усмани успеа спорот да го европеизираат, што од една страна овозможува Европската Унија да им биде гарант на бугарите, а од друга страна да ја дава на Софија и механизми во рамките на Унијата да влие врз македонскиот пат кон ЕУ. Значи, мајки го сето ова в предвид, односно по капитулацијата што ја подпиша СДСМ и ДУИ, нашите преговори, нели ви реков преска, нема да бидат преговори од област во област, туку од историски настан до историски настан. И да се усвојат уставните измени, преговорите нема никогаш да завршат. Ќе завршат на првата битка. Значи, така што нема дилема. Идентитетските и историските прашања се дел од преговарачката рамка и не се сведува само на ајде да ги ставиме бугарите во Уставот. Тоа не е крај на ужасот, туку почеток на еден ужасен крај. И тоа што е најстрашно, самите си го направивме ова. Кога велам самите, мислам на тогашната македонска влада. И нормално е сега Европската Унија да се држи како слепа за стап за тоа ветување и да ни кажува договор си е договор. И тоа да ни го повторува од година за година. As I said 1 year ago, what is agreed is agreed. And we must deliver in what has been agreed and nothing more than what has been agreed. That means that what was agreed in 2022, we need to deliver. Nothing more. We know what are the previous decisions from the European Council. We know what was agreed in 2022. We must deliver on this. What is agreed is agreed. Now we need to deliver on this point. We don't need plan B. We just need to deliver on plan A. Најдете разликата. Две посети во рок од една година, а ни повторува една иста порака како мантра. Испорачите го она што е договорено. Значи, ете председателот на Европскиот совет кошта од исто место повторно ја испрати истата порака како и при посетата во мај минатата година. И не е нешто за изненадување. Речеше, немаше некој што очекуваше дека Кошта ќе дојде со некоја нова порака.
Така што неговата посета беше повеќе символична отколку суштинска. Нели во изминатите 2 години европските представници речиси без исклучок ја повторуваат истата порака. Уставните измени за внесување на бугарите во уставот се неопходниот чекор за продолжување или отварање на преговорите. Така што и покрај оние предлози на Германија и Франција, оваа позиција на ЕУ засега официјално не е променета. Но цврстиот став на властите во Скопје, предводени од премиерот Мицковски, и поддршката што пристигнува од европските државници и официјални лица, до некаде го смени европскиот дискурс по поглед на ова прашање. И не беше случајна ни неодамнешната дипломатска офанзива на бугарскиот председател и премиер Радев. Имено во пресрет на самитските средби меѓу Европската унија и Западен Балкан, Радев престојуваше во Париз и во Брисел, каде што разговараше со Макрон и со водечките представници на европските институции. Иако официјално темите беа пошироки, европска безбедност, одбрана и иднина на Унијата, во Софија овие средби се толкуваа како обид Бугарија да обезбеди поддршка за своите позиции околу Македонија и да спречи евентуални иницијативи што би довеле до ревизија на договорената преговарачка рамка. Бугарското раководство во континуитет инсистира дека не постои билатерален спор, туку прашањето на исполнување на веќе превземените европски обврски од страна на Скопје, што нели како што објаснив со обврски што ги вети СДСМ и ДУИ. Значи став што Радев го повторува на речиси сите своји меѓународни настапи. Сепак политичкиот контекст во кој дојде Кошта и самитот во Тиват деновиве е значително поинаков од оној во 2020 година кога беше усвоена така наречената француска рамка. Најважната промена е што гледаме дека во самата Европска унија се погласно се зборува дека сегашниот модел на проширување не функционира доволно ефикасно. Видовме дека на маса има повеќе иницијатива, ете од фазното членство на Мерц и Макрон, како најсериозно, па се до членство без право на глас, арбитражна комисија за вето, квалификувано мнозинство и слично. Овие идеи не се појавуваат случајно. Војната во Украина, растечкото руско и кинеско влијание во регионот и потребата ЕУ да ја зацврсти својата геополитичка улога создадоа силен притисок проширувањето да добие нова динамика. Истовремено се повеќе европски лидери гледаат признаваат дека сегашниот систем е ранлив на билатерални блокади кои немаат никаква врска со европски критериуми и стандарди. Така што добро е што шефот на Европскиот совет лично дојде да ја потврди посветеноста на ЕУ за проширување, но ваквите посети веќе, посебно на Скопје, не смеат веќе да се сведуваат на веќе видени фрази. Луѓе, Македонија во последниве 2 декади си има изнаслушано толку охрабрувачки пораки дека сега е моментумот, ајде уште ова и готово, и потоа ништо не се случува. Така што добар сигнал е дека сме дел од плановите на Унијата, но веќе на средбите со нас европските дипломати ќе мора да понудат нешто ново или некој конкретен чекор, а не само празни зборови. И добро е што премиерот Мицковски и владата се целосно непопусливи во однос на ова прашање. Македонските позиции се јасни и непроменети и нема цена која може да ме натера да влезам во авантура во која што нема да има извесен крај, порача премиерот Христијан Мицковски, повикувајќи ги граѓаните на обединување за заштита на македонските национални интереси. Ова доаѓа по пораката на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, дека единствениот начин да ги започнеме преговорите за членство се условите кои ги прифатија СДСМ и ДУИ во 2022 година, односно внесување на бугарите во устав. Според Мицковски, Македонија многу пати добивала ветување во минативе 2,5 декади, но сепак се уште сме вели каде што сме. Потенцира дека маратонот за влез во Унијата се победува со ум, а не со притисок и брзање. Не постои цена која што може мене како председател на владата да ме натера да влезам во таква авантура, а во која што нема да има извесен крај. Многу пати во минатото на граѓаните, но и на политичарите од македонската влада им беа давани ветувања, беа тапкани по рамо, дека уште ова треба да се направи, верувате ми на зборот и така натаму, но за жал ние се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 26 години. Она што го бара македонската влада се гаранции дека во иднина нема да има нови непринципиелни блокади од Бугарија, но такво нешто во моментов изгледа невозможно, пред се и поради фактот што во Софија има нова влада, предводена од Румен Радев, кој во минатото ни порача дека уставните измени се само почеток на она што државава ќе мора да го исполни по барање на Бугарија. Таму драматично се радикализира состојбата и не само што ова не е единствениот услов за да влеземе во процесот и да го тој процес изодиме до крај, туку напротив, таму работите драматично се радикализираат, а причината за тоа е нормално опозицијата кај нас.
Филипче пак повторно со истиот став јасно било дека морало уставни измени, не постоеле можности за одложено дејство или дополнителни гаранции, иако сега е свесен дека Бугарија може и во иднина да не блокира. Нема гаранции во процес на преговори, треба да се исполнат услови. Немало гаранции за Хрватска, за Бугарија, за Словенија немало гаранции. Па Италија ја блокирала Словенија на почетокот на 2000-тите години, додека не се решило прашањето со италијаните кои што живееле во тие делови. Тоа е отворено прашање и за Хрватска тогаш со Италија, па се решиле тие билатерални спорови и продолжил патот. Филипче отиде и контра шефот на Европскиот совет, кој упати пофалби за спроведувањето на реформите во Македонија. Сепак според лидерот на СДСМ владата била неуспешна и не правела ништо во реформскиот процес. Убаво им порача премиерот. Македонија останува цврсто определена кон членството во Европската унија. И како држава не бара привилегии или олеснети правила, туку бара принципи и кредибилен однос. Или едноставно, тоа што важи за сите, тоа што важи за останатите кандидати, да важи и за нас. А не ние да имаме дополнителен услов кој нема врска со копенхашките критериуми. И токму тука извира најсилниот македонски аргумент. Владата во Скопје веќе подолго време тврди дека проблемот не се само уставните измени, туку отсуството на гаранции дека по нивното усвојување нема да следуваат нови услови од Софија. И сега замислете, кога оваа влада за прв пат после толку година цврсто стои во одбрана на националните интереси, води тешка дипломатска битка низ европските земји, вие го имате овој Филипче како ви ровари однатре. Да излегува на пресконференции и сето ова да го користи како аргумент за да се направеле проклетите уставни измени, а не, например, да проба да исправи грешката. Па уште вели, Кошта го потврдил тоа што он го говорил. Тоа што е договорено и мора ветеното да се исполни. Тоа што е договорено не е договорено во согласност со македонскиот народ. Тоа вие сте го договориле, вие сте го ветиле. А нас не оставивте со врзани раце пред бугарски стрелачки одред и сега наместо да помогнете да се спасиме, велите затворете ги очите и оставете да ве стрелаат. Ставивте куршуми во нивните пушки и сега уште сакате заедно со нив да го повлечете чкрапалото. Значи Венко Бугари во устав Филипче засега единствениот македонски политичар. Добро, секако тука клонот Пендаровски, кои веруваат дека внесувањето на бугарите во уставот ќе било последна пречка на патот кон ЕУ. Па затоа дури нели инсистираше и за референдум. За разлика од нив, сите други се свесни за фактот дека уставните измени се само уште една станица во процес кој може повторно да биде блокиран од билатерални спорови. Пред малку ви објаснив дека бугарските позиции во последните години не се ограничуваат само на внесување на бугарите во уставот. Имаат низа декларации, усвоени во Бугарско народно собрание, како и во сите јавни настапи, на Радев и на други високи функционери. Секогаш се отвараат и прашања поврзани со историско наследство, јазик и национален идентитет. Дел од бугарските политичари и историчари отворено зборуваат за потребата од надминување на они како што велат македонизмот, термин што во бугарскиот политички и академски дискурс често се користи за означување на процес на формирање на современиот македонски национален идентитет по Втората светска војна. Токму вакви позиции во Македонија созаваат сомнеш дека спорот не се однесува само на права на бугарска заедница, туку прашањата задираат секаде во јазичниот, историскиот и националниот идентитет на македонците. Да резимираме. Во рамките на Европската унија има нов моментум да се истурка процесот на проширување. Пред се заради Украина и Молдавија, од тоа ќар може да има и Западниот Балкан и секако ние македонците. За да го истурка тој моментум, Европската унија веќе некое време минува низ процес на политичко и геостратешко преструктурирање и се погласно размислува за некаков вид на промена на правилата за игра. Дали тоа ќе биде фазното членство на Мерци Макрон? Не знам, некакви арбитражни комисии или квалификувано мнозинство, sejedno. Факт е дека нешто се менува. Тоа не значи дека членството ни е тука пред врата, но таа промена може да биде од корист за Македонија, да го забрза процесот и да се добие некаква перспектива кога би се случило. Тоа не значи дека треба се слепо да се прифаќа, но треба детално да се проучи, да се види кои се позитивните, кои негативните страни и да се донесе решение. Факт е дека Македонија, нашата дипломатија и премиерот Мицковски покажуваат проактивност и креативност во евроинтегративниот процес, нудејќи различни решенија дури надвор од вообичаените рамки, како и начини за постигнување договор, но договор што би ги задоволил сите страни. Најлошото решение кое може да го направи Македонија во моментов е да ги направи тие уставни измени онака како што ги ветија СДСМ и ДУИ.
а на кој сега ете инсистира како вол во купу само Бугарија и Венко Бугари во уста Филипче. Така што во моментов треба да се игра паметно, да се почека да се види што ќе донесат овие промени во Европската Унија и да не се чека слепо, да се биде активен, да се учествува во креирањето на таквите решенија, токму како што прави актуелната влада. Што ќе излезе на крај, допрва ќе видиме. А можеби ова е најдобриот опис. When Albania will join the EU, there are three things you can't predict. Three. Right? God, sex, and the EU. Иако беше шега во негов стил, сепак Еди Рама со оваа изјава ја осветли сериозната политичка реалност на земјите од Западен Балкан. И тука мислам дека веќе е време да ја завршиме и оваа епизода на седница. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.